Дозволете ми да одговорам и на поставените прашања пристигнати до прес центарот. Прашање од Телма Јулијана Левковска. Коментар за акцијата со, би рекол, приведувањето на путерот. Лјупчо Николовски, попрекар путерот, мора сериозно да си ја заслужи платата и да се позанимава со сериозен криминал и корупција, како на пример набавката на софтверот на Драги Рашковски и криминогениот скандал на Венко Филипче при обидот за набавка на вакцини од Кина. Путерот го нема, провизиите 100. Државата тоне во криминал, корупција и рецесија, а путерот Лјупчо Николовски ја дефокусира јавноста со банални заплени на 30 килограми путер. Дозволете ми да одговорам и на прашањето пристигнато од Канал 5 од Андријана Лазова. Дали работните групи разговараат се уште за локалните избори, за воведување на фингерпринтови и останатите потреби за спроведување на локалните избори? Почитувани, набавката на фингерпринт терминалите е законска обврска и истата мора да се исполни. Одржувањето на избори без фингерпринт терминали е спротивно на изборниот законник и истото представува кривично дело. Владата имаше повеќе од доволно време да набави фингерпринт терминали и ништо не смее да биде изговор по донесениот закон на 15 февруари 2020 година. Она што го прави Заев сега, заедно со неговите министри, е замајување на јавноста и купување на време пред избори. Народот заслужува фер избори, народот заслужува и одговори. Дали СДСМ со кршењето на законот сака всушност да направи пат за изборни нерегуларности, за семено гласање и полнење на кутии, гласање на секои 2 секунди, какви што беа регистрирани изминатите изборни процеси. Го предупредуваме режимот дека во ниту еден момент не смее да помисли да оди спротивно на законот за избори, бидејќи одговорност за секое насилие и за секое прекршување на законот ќе има. Дозволете ми да одговорам и на прашањето пристигнато од македонската телевизија, од Миле Ристевски. Владеачката СДСМ ве обвинува дека ВМРО ДПМН го блокира собранието во работата на седниците, иако велат дека имаат мнозинство од 62 пратеници. Почитувани, единствени што го блокираат собранието е така нареченото мнозинство. Видовме дека за потребите на режимот на Копче сите 62 беа присутни. Блокирањето на собранието е во едно од низата на кршењата на собранискиот деловник, на скратени постапки, на одбивање на амандмани на опозицијата и на ставање на закони и на предлози во фиока, како на пример интерпелациите на министрите. Срамота е за мнозинството по она скандалозно брзо гласање да се вади на опозицијата. Ви благодарам.